Почитувани гледачи, добър ден и добре дойдохте на програмата на К3 телевизия. Днес имаме една интересна тема за разговор. Се надам дека ќе одржиме вашето внимание. Знаете дека Куманово е град со многу богато историско минато. Куманово е град кој има неколку историски капитални објекти и со еден збор Куманово е еден од ретките градови во Република Македонија кој може да се гордее со својата историја. Во минатиот период за Куманово пишува покојниот Пеце Трајковски, потоа Мира Карсовски Болто, па Димитар Масевски, плејада на врвни пера од нашиот град, а денеска ние поканивме во нашето студио уште еден познат лик кој пишува, кој ја сака оваа работа и направи едно капитално дело за нашето сакано Куманово. Наши ваш гостин е Силвана Бојковска. Добар ден и добро дојдовте. Благодарам на поканата, благодарам на убавите зборови, упатени на моја адреса и секако најпрвин поздрав до гледателите на К3 телевизија. Сега, овдека насловот на ова прекрасна монографија, во која ложите многу труд да ја направите, навистина ангажман целосен ваш, гласи традиционалното и современото културно живење во Куманово. Мора да ве запрашам во кратки црти да ни кажете што значи овој наслов на вашиот труд. Па, овој наслов значи правење на паралели колку традицијата има одраз во современоста, колку таа допира до денешниве генерации во овој систем на глобален систем на информации и се секогаш се запрашував на ова парче мало место од универзумот, какво е неговото културно наследство, со кои блага тоа располага, со кои ние можеме да се пофалиме на некој случаен патник што ќе дојде у Куманово, за кои знаменитости, каде може тој да се представи, со какви импресии тој да понесе од нашиот град. Зашто сакам да патувам и често патувам и повеќе знам за другите градови и држави, меѓутоа многу малку за сопствениот град. Тоа воедно и ме потикна баш буквално да го осознам, да знам, зашто сепак ова Куманово наше се наоѓа на геостратешка многу убава позиција, каде што поминале многу цивилизацијски влијанија и секој од свој аспект оставил културно наследство, поаѓајќи од сакралните објекти, цркви, џамии, манастири, познати книжевни културни центри, разни културни манифестации кои колку сме ги задржиле ние до ден денеска, сето тоа го задржа моето внимание за да се навратам на назад. Значи, за да осознам сакав повеќе за мојот град. Кажете ни, како дојдете до иницијатива да го направите овој капитален труд? Што ве потикна и дали во почетокот имавте потешкоти при самата работа или немаше проблеми во целокупниот овој ангажман ваш? Јас сум економист по професија, меѓутоа тоа ми е една база која е една жива материја која што секојдневно се соочува со разни предизвици, но од друга страна ти треба нешто што ќе ти ја па и храни душата и затоа малку отидов и во другата сфера, запишав и магистарски студии при Институтот за македонска литература и книжевност при Универзитетот Кирил и Методи и во Скопје. И кога веќе таму пливаш во непознати води, тогаш баш и тоа ме потикна дај да си го проучам моето Куманово. Да, од каде ги собирате овие податоци? Себе може од режијата полека да гледаме овдека многу интересни слики. Сокак Биледик општинска зграда во Куманово,
Тешко се наоѓаат овакви монографии. Да, тешки се секако дека овој труд може би да имам ангажман околу 4 години. Меѓутоа не онака целосно посветен, бидејќи и работата моја изискува многу голем ангажман. Меѓутоа во материјалите секако многу ми помогнаа најпрвин моите промотори кои ќе бидат на промоцијата при филозофскиот факултет, професорката ментор и мојата менторка на овој труд Маја Јакимовска-Тошиќ и професорот Илија Велев. Значи ми ги отворија ширум вратите, ми дадоа и оние материјали кои што не можев да допрам, а секако многу бев пријатно изненадена и од нашата национална установа Народниот наш музеј од Куманово. Тоа е многу голема, богата архивска документација добив од нашиот музеј. И секако не можам да ги изоставам и стручните совети. Апсолутно широм вратата ми ги отворија, така да моето беше само да истражувам, да творам и да го финализирам она што веќе постоеше. Ајде да тренеме од почетокот, од своите корени, како град беше Куманово? Од своите корени, значи корените на Куманово овдека во книгата се опфатени од праисторијата до ден денеска, она како што допринело да се оформи градот како една урбана целина. Не случајно за промоција го одбрав за Најчискиот дом, зашто тука по мене сметам дека тој авангарден еснав што донел во 1923 година да го оформи, донел одлука да создаде еден нов репрезентативен архитектонски објект, значи се создава една нова авангардна сила која што ќе го менува урбанистичкиот изглед на градот. Значи започнува ерата на неокласицизмот, каде што после почнуваат и индивидуални куќи да добиваат сосема нов лик. Значи и од тој период Куманово си зима залет и после војната прераснува во втор индустријски центар во градот. Значи, Куманово сепак има голем капацитет, можност за својот развој. И затоа кога и го правев овој труд, баш ме интересираше, значи, колку ние можеме нашето културно наследство, богатство, со кое располагаме на овие простори, да го искористиме како општествен, економски, културен ресурс за дури туристички. активен. И туристички. Да, так. секако како туристички зборам од економски аспект, како економски ресурс, за да добие за неговиот активен развој на овој дел од Македонија. Да споменеме дека за Најчискиот дом го правил врвен архитект Владимир Антонов, вие тука наведувате. Така е. Навистина еден капитален објект. Сега, ова е многу интересно овдека. Кај дојдовте до овој податок, велите 1801 година Куманово имало 300 куќи, па 800. Ова е податок кој треба и нашата камера да го зумира и да го објасниме. Овој податок пред све многу користев литература и од Владимир Соколов, наш познат економист, кој што е еден од најзначените личности, значи едва додов и до негова литература. По мене, бидејќи сум и економист по професија, баш ме интересираше и неговите исечоци најдов од неговите книги. Многу малку има, а за мене многу голем човек, зашто баш економските податоци за самиот развој на градот, тој ги има многу поубаво објаснето во неговата литература. На крајот му од свој аспект, на крајот на книгата ги гледам, го давам списокот на најзначените личности кои ја формирале географската карта на Куманово. Меѓу нив и него го имам ставено. Не значи, меѓутоа тоа е по мој избор, оние личности кои што останале во трајна меморијата на Куманово. Да, ова е интересно. 1901 година Куманово имало 300 куќи, а 1907 веќе има 15.000. Значи расте населението. Се населува, да. Геостратешката положба наложува само
да населението од натрешноста постепено разни занаечи од разни области доаѓаат, го населуваат и ги развиваат занаетите. Многу интересно да се спомене и тоа што рековте вашите ментори Маја Јакимовска и други ви помага, како се координиравте, се видувате ли почесто, разговаравте за идеи, имавте ли комуникација која правеше да вие одите кон вистинскиот пат? Како не без комуникација нема ни дело. Ако пред се благодарение на моето усовршување, многу сум ми благодарна што пред се што ме импресионира со своите животни резултати. Сесредно беа отворени за соработка. Овозможија достапност на максимална литература, само моето беше да ја проучам. Од друга страна беа доста и критички, аргументирано неколку пати ме враќаа, меѓутоа се со цел за да создадеме едно квалитетно добро дело. И секоја статија од оваа книга представува веродостоен запис. Затоа што е изфилтрирана низ стручни, именентни стручњаци секој од своите области, зашто тука ја имamo фатено и народната култура, во кој што и издавачот ми е исто Герланда, професорот Марко Китевски. Значи, тој е експерт на ниво на Македонија за народна култура, што исто црпев значени податоци и од неговото творештво. Сега, пак ќе се навратиме пак на книгата, да кажеме на овие помлади генерации, 4 години работа, значи голем труд, и дали сметаш дека сегашните млади генерации некако сакаат, па и не сакаат да пишуваат многу за богатството на Куманово, некако ја нема таа перцепција кај младите луѓе се уште? Па вака, ајде да погледаме вака историски, значи ако се осврнам, ќе гледам дека историски градот се развил со поголем и помал интензитет. Так. Значи постоеле луѓе кои што не им недостасувале ентузијазам и идеја за да го направат градот онака како што требал да изгледа. Верувам во младите и се надевам дека и оваа книга ќе биде потик да создаваат и творат. Постојат ентузијасти кои прават, случајно и керка ми, например, ми даде слики во кај незината колешка што правила, не ги донесов, за жал, заборев во оваа утринска емисија, како тие со розови очи го гледаат Куманово. Значи, како бањата може да биде средена, каква е сега. Значи, постои кај младиве интерес и верувам дека ќе си ја најдат тие сопствената можност за творење и за развој, за сопствениот развој, а преку тоа и за развојот на градот. Што значи за вас ова монографија? Дали душевно ви исполни, ве направи среќен, бидејќи 4 години имате многу непроспиени ноќи, веројатно мисли како ќе биде, што ќе биде, а сега сте задоволни и среќни веројатно? Па да, огромно е задоволство, уште поголемо задоволство е што ќе има можност тоа да го споделам со моите сограѓани сега во петокот на 14 9 во 19 часот во Занечискиот дом, заедно да пропатуваме низ времепловот на Куманово. Да, еве ние ќе ги поканиме јавно да дојдат во петок во Занечискиот дом. Посебно интересна приказна во овој ваш голем труд е локалитетот Кокино. Многу интересна приказна е Кокино, пишувано е за неја низ целиот свет. Так. Како вие го доживувате од вашаго Кокино? Инспирација имате голема за пишување. Па така е. Кокино представува, сите знаеме и нема нешто поново да кажам, наше духовно светилиште, меѓутоа од друга страна представува и од научен аспект една значена обсерваторија на која што треба да и се обрне поголемо внимание и како да се најде на туристичката карта на Куманово, кое што ќе може да допринесе за неговиот многу поголем публицитет на градот. Имате многу и овдека пишувани за црквите. Да. Еве, овдека Свети Да, Ѓорѓи, за сакралните објекти, за Старонагоричани. книжевните центри, така. Да. Да.
да, Колку опфатени цркви се. имала во Куманово во тој период? Па во тој период, значи, црквите кај мене се поделени во дадените периоди онака како што си се создавани. Да, од почеток. Значи, да, од почеток до крај, така да тука се баш сублимирани по периоди. Како се создавани, кои карактеристики за даден период ги носи, значи потоа како одат и современите градби, значи, поделени се во периодот како се и според создавањето, не се поделени според значењето. Тука мора да спомнеме дека сте пишувале доста интересни материјали и за нашата Кумановска соколана. Да. Исто така многу важен Тоа е објект. веќе твоја област. Да, тука користев твоја литература, морам да кажам. Така. Зашто ти ги веќе имаше обработено тие податоци, така да тука мислам дека ти имам и цитирано и тебе за Соколана, значаен, репрезентативен, поготово за спортот, за младиве, за здрав живот. Значи Куманово навистина имаше голем капацитет после војната и го доживе максимум. Да не забравим да ги споменеме и исламските културни споменици. Така е. Доста битен податок е тука. Секако, така. И мислам дека баш во литературата е се опфатено комплетно. Се труд, да. Ако нешто не е намерно, ако е нешто изоставено, а верувам дека ова е прво издание, има пропусти, тогаш се ненамерни пропусти направени. Меѓутоа, ова се баш историските обележја со кои Куманово треба да се гордее. Веројатно, овој ваш труд ќе се најде и следната година. Куманово слави редок юбилеј 500 години од постоењето. Мислам дека и тоа е важен датум за нашиот град. Како не, се надевам дека ќе доживее и второ издание кое што ќе го надополниме со сите оние пропусти кои што ќе ми бидат укажани од страна на стручни лица. Дали планирате да продолжите, Силвана, да правите ново продолжение или пак ова ви одзема многу време и енергија? Па ако се добро организираме, значи време за се има. Не ја исклучувам можноста, ја не се ни надевав, јас пишувам од хоби, го негувам кумановскиот говор, кумановскиот дијалект, зашто ми дава таква една динамичност, има хумористична нота, која што баш душата ми е некако полни, ме развеселува и сосема случајно дојдов и на идеја и ова да го вака ставам во една книжевна форма. Универзални луѓе се кумановци велат. Така. И како професор по македонски, односно може кажете една дефиниција за кумановци. Шегаджи, сеерџи, боеми, секогаш расположени за добра трпеза, отворени за добра дружба, за добра забава. Да, секогаш. Куманово е еден од ретките градови што има две многу квалитетни бањи, тоа е Опроевце и Кумановската наша бања. Вие тука пишувате за Кумановска бања. Многу ми навела дека ова наша бања е една од најлековитите за нервите и за други работи. Тука не ја опишувате вие како таа дала придонес во излекување веројатно на многу луѓе. Да, ова не е само од пишаното, што од пишаните материјали сакав и лично и сама да се уверам во тоа, така да минатава година најнапред отидов случајно само да проверам како е, што е. Не е онака средено како би сакала да биде средена, меѓутоа водата е прекрасна. Значи ги занемарувам оние негативните работи, ги гледам позитивните, така да водата е да вистина спаѓа наша бања во студени бањи до 28 степени, извонредна е за нерви, за кожа. Се изненадив што луѓе од Словенија, од другите краишта на земјата доаѓа тука, а што се вика во кумши ми е, а да не ја пробам, не е оди. Да, има една книга покојниот Пеце Трајковски има напишано, доаѓаја луѓе од Загреб, од Србија, Хрватска. И сега баш. Нашата Кумановска бања е една од најлековитите во Европа.
За нервен систем, за бубрезите, за избелување за лечење на кожните болести. Само сепак и таму треба малку поголема реклама, стручно лице кое што ќе им кажува на луѓето, ќе ги упатува, за да се рекламираат лековитите својства. Многу битен сегмент по оваа ваша книга, можеби клучен е образованието. Какво било образованието од почетокот во Куманово? Што ги учеле просветните работници децата? Во почетокот тоа биле манастирските училишта. Значи во овие краишта, ако некои образовани луѓе што биле, тоа биле и самите келини училиште биле организирани во манастирските, па после организирање учители собствени за индивидуални богати семејства, така да она што ги училе на оние здрави животни вредности, дека само со образованието, со осознавањето на светот може да се оди напред. И тоа се и до ден денеска тие вредности кои што треба да се почитуваат. Тука пишувате по Првата светска војна и по Втората светска војна, Куманово на некој начин доживува експанзија. Пред се економски. И Куманово добива процвет во сите сегменти. Како вие тука го опишувате Куманово по Втората светска војна? Што ви беше главниот акцент? На индустриализацијата. Значи, колкава маса на луѓе беа запослени, да кажеме, фасцинантна бројка беше што се случи со, пример, Чик со 4000 вработени, со еден град кој што економијата буквално цветаше во нашиот град. И тоа се одрази и во сите сфери. Значи, и културно, Искра, Кен, тука се набројани, значи, сите оние фабрики што беа постојани, го набројав и сегашниот наш бизнис сектор на кој што го темели денешниот развој градот Куманово. За жал, за нечистото во Куманово, може да кажеме на колена многу малку занаети има, меѓутоа вие пишувате овдека и интересни занаети, абаџискиот занет, самарџискиот занет. Тоа биле тоа во кое време биле развиени, зашто сепак Куманово во почетокот на 19 век сточарството било примерна, земјоделството, тие биле гранки, тие занаети условувале да постојат. Ова ми е многу интересно кога јас истражував за Соколана, вели на пример Трајко Трајковиќ, мутавџија, казанџија, кога ги слушаш вака малку се необични занаетите и меѓутоа биле доходовни, биле доходовни, сепак екзистирале, постоела тумба, постоеле Кумановска чаршија, каде што баш постоел еден здрав живот во тоа време. Тумба, 3 банди, 4. Кај се наоѓа точно? Има неколку приказки, некои велат малку подолу од тоа место, некои велат 3 метра понавамо. Од сегашното место, значи правење паралела кај што е, ајде да кажеме сега на крајот на Опанчарското сокач. Тука по овие видувања се наоѓале. Која година тоа? Година во времето на индустриализацијата за градот Куманово, значи тоа е во време на концесијата, во тоа во време му било дадена на Живко Стоилковиќ, каде што е денеска сместен музејот на градот Куманово, значи тоа ќе дојде во почетокот на 20-тиот век, 1920 година, од прилика кога почнува, кога се воведува водовод, електрификацијата на градот. Сега многу наши гледачи не знаат хотел Грант, хотел Србија. Каде тие се наоѓале? Еве камерата му. За жал и тука се направи што Куманово не успеа да ги сочува овие градови, и јас ги барав, не само тоа. Моето старо мало е од Нагоричкиот сокак. Хотелот Грант, тоа хотел кај што се уништи сега кога падна, што еве го горниот е хотел Грант во Опанчарското сокаче на крајот, сега ќе дојде Карши Палас порано беше. Шејтан, што имаше таму? Да, тоа Шејтан, како беше Дуќанот, така. Со Дуќанот. Тој дел и за жал падна минатава. Тука беше и кафе бар Седмица, така. Во наше време познат, а ова е на крајот на Занечискиот дом, еве прекрасен еден објект кој е хотел Србија.
Во тоа време па извиднички, спроти извидничкиот дом, тука се наоѓа тој. И ден денеска постои во страшна лоша состојба. Дали нашите културни богатства, еве јас ќе го кажам мојот став, ние некако не ги цениме доволно, не ги чуваме. Која е твојата мисија? Сепак, ако е една држава, еден град има добро квалитетно културно богатство, ќе може да се презентира како успешен град. Без тоа нема тежина градот. Нема, секако. И за тоа, па како што почнавме со ова дискусијата, значи она што ме мотивираше, сакав да осознам со каков капацитет располага нашиот град. Зашто сепак на овие подрачја имаме ние локалитети од праисторија до денеска и зашто ја и сега и првпат пред 4 години влегов и во музеот, се изненадив во нашиот музеј колку е добро снабден, со 6000 експонати има. Так. Со богато и дворно место, лапидариум, камени споменици го красат од античко време до ден денеска. Значи постои културно богатство, меѓутоа треба малку тоа системски на ниво на градот, на ниво на Македонија тоа да се реши, за да го искористиме тоа навистина како еден убав економски ресурс, па сега барем е и лесно со преку интернет, веб странички можат да се збогатат и да се направи многу лесно. Да, па и тие некои културни богатства можете преку овие странски донации да се средат, бидејќи странците сигурно ќе покажат интерес. Треба да има. Само треба да се аплицира и да се работи. Да, треба да се Многу работи. интересна песма Јано Јанке Кумановке и прошетала се Јовка Кумановка. Песните на нормално љубовни песни што биле запазени у тоа време и не можев да не ги истакнав. Зашто Кумановки важат за убави жени, па ете го привлеке вниманието без разлика на религиозната припадност. Забавниот живот во Куманово е доста интересен, например конкретно во Соколана по Втората светска војна младите таму се забавувале, многу љубовни врски, многу бракови. Така. Пред тој период, пред Втората светска војна, како се забавувале младите луѓе? Имате ли сознание каде излегувале, како се дружиле? Па имале богат живот. Значи и овие спортски што ги наведуваш ти и спортските удружувања имало забави, после секој спорт завршувал со песна, со музика, со организирање на серенади, па одење и на официрска плажа, хотел Куманово, каде што биле организирани исто убави забави, каде што доаѓале и од другите краишта тука да го посетуваат, зашто имало кодекс на облекување, кодекс на однесување. Ги имам наведено какви се биле обичаите. Значи се формира пред војната една убава граѓанска маса која што ги наметнува нормативите на однесувањето во сите области, не само во забавниот живот. Па има многу интересни приказни на старите кумановци, велат кога некој момче ишло кон девојката кон нејзиниот дом, пред врата со серенада, ја повикувал. Па со светлав се гасило, палело, така. Тоа била природна љубов, се сакале младите и тоа време е такво, за жал денеска е друг начин на комуникација, овие компјутери, Фејсбук и така натаму. Некако ние нашите деца ги отрнавме од природниот, реалниот живот. Премногу се фокусирани на глобализација. Да, тоа е веќе малку и на глобално ниво, али затоа сме тука, еве ние да подсетиме како било, што било, па и да се даде да знаат како што, меѓутоа ние тие современите процеси не можеме никако да ги спречиме. Па и Куманово може да кажеме дека имало многу интересни мали од сите аспекти, Карап мала, Соколанска мала, Велешки сокак, Пиротска мала. Да, па и ние сме од тоа мало. Како вие ги опишувате тие мали, имате ли? Па сите се детално опишани, значи зависно од кое население како доаѓало и кои простори ги зазимало, така и називите ги добивало. Па да кажеме дека од тие мали излегна многу интелектуалци. Еве, например, од Карап мала. Имаме еден светски хирург кој за жал е починат, Борислав Доцевски, пропланет доктор Бирбош. Па има многу други академски граѓани. Значени, да. И ден денеска ние имаме многу значени кумановци кои од разни сфери, и од економијата, и
од културниот, од академскиот живот. Така. Меѓутоа, тие не се опфатени во книгата, зашто сметам дека нивната работна креативната верзија се уште е во таа продуктивна фаза. Да, и тука ја пишувате чекаме финална и верзија. кинематографијата. Да. Се може дека како деца во популарното кино Којзек сме гледали филмови. Еден многу интересен сублимат сте направили, јас ви честитам за оваа работа. Благодарам. И Што мислам го дека ќе цените трудот. ќе продолжите со оваа работа. И сега, што треба да им кажеме на младите луѓе да се стане човек кој сака да пишува, што треба да има пред се? Волја, желба, Младиве пред се, значи, никогаш да не стојат на едно ниво. Секогаш нека се постават над своите можности, над просекот. Значи, сите ние сме една гола скица, меѓутоа, таа скица само може да се надополнува со својата работна верзија, со вложување во собствениот и во личниот развој, градба, надградба, а најтешко е човекот да работи на себе. Значи, само работа. И не е важно која работа, да се работи квалитетно, совесно, одговорно. Резултатите Ќе дојдат. доаѓаат. Преку ноќ не. да не забравиме, да спомнеме двајца инженери кои дале огромен придонес во развојот на Куманово. Тоа се Владимир легендарниот Антонов. инженер Владимир Антонов од И- Русија Така. и Момир Коруновиќ, со луѓе Соколана. кои ги имаат изработено и Соколана и за Нецитскиот дом, мора да ги споменеме. Мора. Па тие го даваа тој нов лик, неокласицизам на Така. градот Куманово. Велат експресионистички стил, така нешто имало и кај Прекрасен Соколана и стил, кај за да, Нецитскиот дом, и нашите народни херои од Куманово, Христијан Карпош и Панче Пешев, Мара Нацева, исто Мара така Нацева, ја споменувам, Васил Вилски, така, и завршувам со Владимир Соколов, така. со значаен економист од Да, и Трајко Прокопиев тука, основоположник на македонската музика. така. Има Куманово лице и Има ден со што да се денеска, гордее има Куманово. со што да се гордее и има уште поширок е список од сега кои што се и вон Куманово и што еве и се Така. тука во што живеат и тука. Книгата е некаде околу 150 и нешто страни. Така. Убаво направена и јас ви честитам уште Благодарам. еднаш да ги поканиме Благодарам. гледачите, значи во петок во Занечискиот дом во 19:30 часот, да да. дојдат да го видат ова капитално дело и ова треба да биде пример за сите други кои сакаат да пишуваат, Се надевам. бидејќи што повеќе напишеме за Куманово, подобро е приказната за нашиот град. Нормално, тоа е во општи интерес, значи сепак да го ставиме општествениот интерес над нашиот личен интерес. Оваа прилика ќе ја искористам да одадам благодарност и до градоначалникот на град Куманово и до Советот на град Куманово, зашто ми овозможија пристап до овој репрезентативен архитектонски објект за Нечискиот дом. Ти благодарам се Ван уште еднаш Благодарам и и да на продолжиш вас. со исто темпо, да пишуваш уште вакви 10 продолженија за Куманово, а верувам дека твојата најголема сатисфакција е што си душевно исполнета. Така е, токму тоа, духовното. Почитувани гледачите, Благодарам. тоа беше презентација на монографијата за нашето Куманово од Силвана Бојковска. Ви посакувам пријатен ден со нашата програма.